Во Охрид кај културната јавност се уште постои убедувањето дека за Прличев не е се докрај истражено и откриено, а е сврзано со неговиот животен пат и творештвото. Монографијата Прличеви беседи, хроника за еден културен настан, го носи сведоштвото на академикот Милан Ѓурчинов за Прличев, кој вели дека треба да се слави неговата бесмртност не само како наш литературен предводник, туку и како човек кој што зборувал, читал и пишувал на 10 јазици, а такви луѓе, според него, не сме имале многу во нашата историја. Ова монографија за прв пат го содржи кажувањето на Санте Перузева, која всушност е една од современиците на Григор Прличев од времето, уште забележана во 45-та година, од нашиот охриѓанец Миле Волкановски, но досега не е објавена и ние за прв пат ја објавуваме во пишана форма. Она што всушност таа го кажувала за Прличев и неговите средби со охриѓани во црквата Свети Климент Охридски, каде што тој ги држал сите говори и беседи. Ова е само едно од забележаните истражувања кое за прв пат останува запишано во монографијата, а во неа се содржани и беседи на охридски и македонски поети, кои на свој начин го величаат Прличев и говорат за поемата како жанр. За прв пат овдека се застапени книгите од завод и музеи и дел кои се работени во нашата национална установа, а сврзани со беседи поврзани со делото на Прличев, создадени од странски автори. До сега ги имаше како поединечни книги, но сега ние се обидовме да ги собереме и сублимираме на едно место. Во монографијата е забележано и искажувањето на доктор Георги Сталев, кој уште во 2005 година во својата монографија за прашањето чиј бил Прличев, рекол дека тоа не е толку битно, но во оваа травматична заплетканост се препознава дека бил македонец и останал македонец, затоа што се што сторил за Македонија.